Ова е последната официјална бројка вработени лица во јавниот сектор. Сепак, зад шалтерите во институциите седи уште една група луѓе, ангажирани на определено време. Предпоставките се дека станува збор за 3500 лица, но официјален податок нема. Примената на овој инструмент со години е пракса во администрацијата, иако во Законот за вработени во јавниот сектор е дефинирано кога може да се пополни работно место со вработување на определено време. Според истражувањето на Центарот за управување со промени, по овие ангажмани најчесто посегнуваат општините, каде во 2016 година 1/3 од административците биле ангажирани на определено. Слична е состојбата и во јавните служби. Оваа појава има подлабоки корени. Од 2010 до 2015 година државата трансформираше најмалку 8000 времени ангажмани во вработување на неопределено. Според Неда Малеска-Сачмаровска од ЦУП, тоа е доказ дека на овој начин системот на вработување во јавниот сектор, кој се темели на заслуги, беше изигран. Не на сите граѓани им се дадени еднакви можности и еднаков пристап до вработувањето. Значи, оние кои што се нашле, едноставно им се трансформирал без никаква конкурентна основа тој работен однос во постојан работен однос од привремен работен однос. Времените вработувања се интензивираат во пресрет на избори. Тоа укажува дека се користат како параван за партиски вработувања во администрацијата. Последнава деценија политичките партии служеа како агенции за вработување. Политички или партиски клиентелизам да се воспостави. Јас ти давам плата, ти давам работа, ти идеш трчаш за мене, работиш, гласаш за мене, ама таа работа можам да ти ја земам у било кое време. Најпрактичен механизам е најбрзо, без многу контрола, ќе те вработам на договор и ќе те држам дори ми одговара. 80% од граѓаните и повеќе тврдат дека сите вработувања во јавниот сектор се резултат на партиските влијанија. И Малеска и Гоцевски се согласни дека вработувањата на определено мора да постојат како инструмент. Сепак, државата мора да ја контролира оваа состојба. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски признава дека ситуацијата во овој сегмент е прилично нејасна. Најавува анализа на администрацијата до крајот на годината, а до тогаш, како што вели, се зависи од свеста и совеста на челните луѓе во институциите. Значи мораме самите се ограничуваме и да си ги бараме решенијата на проблемите во рамките на постоечките вработени во администрацијата, кои што апсолутно се знае дека ги имаме премногу, но на што секаде го тврдам дека тие не се добро организирани и распоредени. Во последните 2,5 години времен ангажман добиле 3580 лица, од кои 661 потоа се редовно вработени преку трансформирање на договорите.